Црковно-народната церемонија по повод одбележувањето на 150 годишнината од изградбата на црквата Свети Ѓорѓија во село Белица започна со архиерейска литургија. Службата беше збогатена со византиско црковно пеење од сестринството на манастирот Света Богородица Пречиста Кичевска. На службата присуствуваа голем број верници кои живеат и потекнуваат од ова населено место. По завршувањето на службата бесед одржа отец Александар од Кичевското архиерейско наместништво. Почитувани верници, во природата на секој човек, но и света должност е издигнувањето на свој личен дом, гнездо каде што ќе формира семејство и место за кое што ќе остави завет за поколенијата. Домот е огниште каде секој од нас наоѓа утеха од искушенијата на животот и утеха од жештината на работниот ден, исползувам токму за потребите на тоа семејство и тој дом. Сушно целата вселена е еден голем дом кој Бог го изгради за нас, своите чеда, а храмот Божи пак е дом кој ние малечките и недостојни му го градиме на Бога во знак на наша благодарност, но уште повеќе наша потреба. Тоест место каде што најблиску ќе се сретнеме со Бога, најнепосредно ќе го почувствуваме Бога, ќе се соединиме со Бога, но и ќе ја најдеме својата утеха. Браќа и сестри, општо познато е дека нашиот народ има богата духовна и културна историја, а тука предничат од секој аспект преубавите храмови, фрески, икони, копаничарски остварувања, средновековните ракописи и што уште не. Ова се должи на фактот што нашиот народ се приклонил кол Бога и го барал Бога, уште од времето на проповедта на светиот апостол Павле, преку светиот Кирил и Методи и свети Климент, богатото и духовно и цивилизацијски развиено средновековие, периодот на македонската предродба, па се до ден денес. За ова сведочат многобројните храмови од ранохристијанскиот период, раното, средно и доцнежно средновековие, храмовите од времето на просветителството и културната и уметничка ренесанса на нашиот народ, храмовите од периодот на преродбата, како што е овој храм за кој денес славиме јубилеј, но и новоизградените храмови кои сведочат дека нашата генерација со право е наследник и носител на културното и духовно наследство на овие простори. За нашиот народ храмовите не биле само место каде што тие ја постигнувале својата примарна потреба. Во Белица моментално постојано живеат 30 луѓе, а ова село брои над 150 куќи каде селениците од овој крај, најчесто за време на викендите во летниот период, привремено престојуваат во нивните родни огништа. Селото пред половина век било населено со над 800 жители, но поради немање на соодветна инфраструктура, голем дел од жителите започнале да се иселуваат. Така селото постојано се празни. Целта на местната заедница и црковниот одбор е да се вратат дел од иселените жители. Затоа и се работи на подобрување на инфраструктурата и уредување на спортски терени и излетнички места. За овие 4 години со помош на соселаните, Сдруженијето и сите други со донации е препокривна црква каде имаме вложена инвестиција околу 10.000 евра. А со помош, со донации од градов, од општината Кичево, асфалтот, бекатонот, плочки, изградени се некои улици и така. Иначе што се однесува друго, баш ми е мило за овој настан, ги поздравува сите црковниот одбор и сите организатори, што денеска вака не собра и да се видиме така. И за војни планираме ова село, гледате сами, почна да се градат, да се обновуваат куќи, па сакаме некои средства да искористиме, ако може ова за рурален развој, па луѓето да ги вратиме. Иначе јас живеам во Кичево, али секој втори викенд идеме. Имаме една продавница овде тука, навечер се збираме, се дружиме, а саботи, недели за овие 5-6 месеци све во работни акции. Организиравме еден добар одбор
сложни луѓе. Сите што беа присутни во тој одбор се сложивме да го изградиме селово. Почнавме од школото во распаѓање, почнавме чешмите да ги направивме. Благодарение на тие пред нас одбори, тие направиле доста, направиле водовод, направиле пат. Ние да не оставиме така, наставиме и понатака да градиме. Црквата ни беше после во распаѓање и таа е препокривме. Бекатон ставиме од едната страна, од другата страна асфалт. Имаме уште 2-3 проекти што треба да ја оствариме. Водопадите кај што треба да ја направиме другата година. За време на црковно-народниот собир дел од деселените жители читаа поезија со тематика за нивното село, кое како и многу други во Македонија ја доживеело судбината на иселување. Дедовците и бабите наши, татковци и мајки лични, момчиња и дејчиња млади, сите еден до друг како ангели слични, пред црквата кршни ора виеле, славејки ги верските празници, од нашите чаши вино пиеле. Чувство на светост и среќа ме обзема. Пред портата на црквата кога стојам, во куќната слава Свети Ѓоргија, со радост и спомени, кога нашите баби и мајки проскури свети месеа и за куќните слави во црквата ги светеа. Олтарот во тој миг во света драгоцено сјаеше, а попот и народот сите обичаи за празникот ги правеше. Многу наши предци за последен пат од оваа црква ги испраќаме со љубов наша кон Христовата вера, назад во селото се враќаме. Со нашите спомени бројни, тука ќе се вратиме како војници стројни. Срцето кога во болка ќе ми гори и душата милно со нежност ми збори. Белица родна мила е моја и твоја сила. Има една земја нескршлива карпа од човечко достоинство, со звуци од тапани гајда, што се гласат во ора и песни, како завет прадедовски, од кој наплив на гордост ми иде и тонам во волшебен сон. Во таа земја вековна, со магичен изгрев сонцето блика и радосен извор на животот потекува. Разиграни нишки светлина, раскошна убавина питома, каде јас го наоѓам смислот на моето постоење. Овие стихови тебе ти ги посветувам, родна грудко мила, биди горда, биди силна, чекори со сигурен од. Нека звонат прапорците на времето, носејќи ја во просторот желбата моја, името твое вечно да биде за поколението што иде, моја земјо Македонијо. Црковно-народниот собир заврши со песна Јоро. Благодарам уште еднаш, зубаво се гледаме само зубави моменти.